bailar. Почитувана публико, добре дојдовте во нашата шеста епизода, третата сезона. Имам нешто да ти кажам. Овој пат сме на гостински терен во Скопје. Во студиото на Новиот почеток имаме едно специјално издание пред 20 годишниот концерт што ќе се случи на 25 март во МКЦ. Добре дојде и добре те најдовме ствари во твоето студио, Филип Тасевски. Добро ве најдовме исто така во нашето студио. Како сме? Добро, супер, вие? Одлично, ево малце да испитаваме друг терен, да не е само охри, да не речат многу локал патриотизам. Да, иако верувам дека пола од тие што следат алтернативната сцена ќе се наоѓа 25 и поќе од пола во МКЦ. Се надевам. Пошто да, мислам и убаво си имаме поминувано на Новиот почеток и Охрид на доста концерти, така што си имате една меѓусебна љубов Охрид и Скопје. Дефинитивно. Така што мило ми е сега 20 плюс 1, така, пошто точно 20 плюс 1, пошто минатата година во принцип не успеавме ради некои приватни обврски да направиме јубилеен 20 годишен концерт. Идејата беше 20 години се направи лани и оваа година беше да биде промоцијата, ама некако ги споивме уедно на крај. Ти викам, поради некои лични обврски не стигнавме да го изведеме тоа во точно во летото кога одбележувавме 20 години од оформувањето на бендот. Да, 2002 е 2002 е почетокот. Да, многу одамна, да, ептено одамна. Да, како сега тоаш, пошто неколку пати имате сменато и име да кажам тоа во текот, што си почнавте со како Морфиум? Па да, првото име е Морфиум на бендот, прилично смешно, ама тоа беше една малска анегдота, не е толку многу интересна. Да, тоа е првото име, со тоа име практично има настапено на првите 2-3 концерти. Тоа е, не знам, 2004 на Рокфест, 2005 на Рокфест и уште еден, мислам дека Small Town еден концерт, еден бенд од Шведска што свиреше со нас и практично после тоа го брзо се спасивме од тоа име и го сменивме и од тогаш се викаме Новиот почеток. Неколку пати било пошто така сме настапувале, знаеш, сме правеле муавет надвор, стигаме 8 турнеи низ Европа и цело време, знаеш, сме имале проблеми со тоа да го прочитаат воопшто името. Па во еден момент беше The Beginnings, као транскрипт, како се вика транскрипшн. Да. Буквален, па пред неколку години направивме као англиско издание, англиски албум и тогаш го направивме као официјално The Beginnings. И сега практично ги користиме двете имиња, зашто Новиот почеток свативме дека џаве не можеш да го смениш туку така, пошто сите го викаат, никој не го прифати, никој не ја прифати промената. Едноставно The Beginnings стои за можеби ќе направиме друг албум на англиски и углавно за да може едноставно да изговараат надвор кога ќе отидеме некаде. Пошто проблеми му и членова новиот пример и за Србија му е пак и за Србите, за бугарите, мада они не знаат веќе овие на Балканов што ни се да речеме така, највеќе сме настапувале Србија, Бугарија, Хрватска и слично и Словенија, ама не више им е навикнато да го изговараат Новиот почеток, смешно им е за дикција и сега, ама го имаат навикнато. Ама мислам за пошироко онака надвор кога сакаш да наставиш. Знаеш, идеш у еден град, втор пат, трет пат и џабе идеш кога не може ни дури ни да го запамтат името, да кажа, ќе идеме вечер па на What was the name of the band. Тие јаки беа минати од пачева. Имево мене ми е многу интересно Новиот почеток. Не вака кога ќе го размислуваш, не е нешто, не знам, комплицирано, прилично едноставно, ама за едноставни работи пак и кога ќе треба да размислиш или да го именуваш нештото, не е толку едноставно. Сега, која е, не знам, не идејава за Димево или кумвот и тие работи, туку појќе кој беше моментот дека Новиот почеток и што ќе ви означи дали како бенд и за воиднина, за да сте препознатливи, од друга страна поше како фраза да се избегне она да не звучи како политички слоган или нешто такво. Знаеш како името е многу некаде 2005 го имаме сменето од претходното и во еден момент мислев дека е гениално, после мислев дека не ми се свига воопшто и сега некако помислам дека е окей, зашто така низ текот на животот веројатно проаѓаш низ различни фази и во различни моменти различни работи се свигаат, ама во принцип
вистинската приказна позади името е дека ние бевме фанови на еден албум на Gorilla Biscuits. Во тоа време со тоа си го слушавме доста Start Today и албумот се ка Start Today и као Start Today започни денес, почеток, нов почеток. И некако така дојавме до кованицата новиот почеток за да биде различно од песната на Дените чува. Нов почеток. Да. Па е добро и сега и новиот почеток, мислам, тоа ќе си биде, да кажеме, секогаш употребливо, пошто така нонстоп има многу почетоци. Точно, и многу е широко устави, многу е широко. Опфаќа многу работи и така окей, исто како и името на новиот албум конкретно, вајде покасно ќе збориме за тоа. И сега мислам новиот почеток и првиот албум уствари, вие еволуцијата треба да започне. Да, би требало да започне, ама никако да започне. Да, па затоа сега и новиот почеток и еволуција и тие работи ќе се, да кажеме, како теми генерални за општество кај нас. А ево чисто пред да продолжиме за стилов панк рок, така обично се. Па да, со тоа што мислам дека ние веќе како бенд си направивме малци по свој звук, не дека мислам можда малку себично звучи, јас да го кажам, ама новиот албум и последниот албум, посебно Јас сум земја, има стварно некој свој, зашто ние кога твориме, да речеме, многу мешаме од различни стилови на музика. Да, тоа е генерално панк рок или некој сега малце повеќе на кај алт рок да речеме, ама пак е тоа звукот, стилот или мелодичен хардкор. Ама мислам дека ние направивме на кованица што се вика меланхолик панк, затоа што имам доста меланхолични, како да кажам, знаеш, акорди и све, и текстовите се некои натака, и си го направивме тоа као наш препознатлив онака стил на музика, као панк рок, али како викаме мелодичен панк рок. Препознатлив е сега, баш што спомна, Јас сум земја албумов, меланхоличен панк рок се, да. Јас сум земја албумов, уствари е, да речам пример, од тие и претходно што сме слушале од новиот почеток, е преминов, да кажам, некој така поразлично нешто, веќе и звук поинаков, посериозен, поизграден, претходно поиќе, да речеме, Меланхолик Машин пак беше то влече на кај, да речеме, на кај калифорниски бендови. Пази, и Јас сум земја влече, ама има некој собствен шмек албумот, како би рекол, онака има мене лично не ми личи на ниеден бенд панк рок од таа сцена, едноставно специфичен си е. Има свој шмек албумот, како да кажам. Исто веројатно и новиот ќе биде. Да, и не е само за, да речеме, не знам, некој стил што пратите или концепт на или 2 минути, примери, минутажава на песни, има така од минута и нешто до 8 минути, тој така е доста динамичен. Го спомнавме новиот албум, петти, така? Па ова е практично шести, ако го броиме англискиот албум. Петиот ни беше англискиот англискиот албум, ова е као шести албум, пети на македонски, да. Endless Endeavors, да. Тоа е како сте досега, да речам, од задоволни, како е восприемен албумов. Искрено, ние сме бенд со многу ниски очекувања стално. И само со англиското, тоа што тргнавме да го правиме, имавме малце повеќе амбиции големи и некако премногу долга приказна, мислам, премногу долго траеше цел тој процес на ребрендирање, на репишување на песните, на снимање на албумот. Тоа беше процес од 2,5 години, кај што ти работиш на стар материјал. И едноставно тешко беше да се работи нешто постаро толку време и малце тоа малце креативно не бутна малце, и после тоа почна и корона и ние не го одработевме англискиот албум. И затоа имаме написано што се вика амбиција на новиот албум. И е баш за тоа. Ставовте, мислам, беше така амбиција. Првата од новиот албум. И баш поентата е тоа, мислам, кога си има големи амбиции и некад знаеш, као што можеш да леташ и да треснеш. Зашто ние направивме многу како бенд од Македонија, зборам као можеби сме еден од 3 до 5 бенда кои што толку имаат отсвирано надвор, исклучно што ете доста концерти имаме направено, свиравме на Брод Охрид, имаме 6-ти албум сега и така натака, имаме 20 години веќе зад нас. 20 години, се пак бројка поиќе од пола од животот, пример, што сте бенд. И некако сакам да кажам, со англискиот отидовме со некои амбиции, едноставно не се случија работите поради природни околности и
после тоа сега сме назад down to earth, целосно без никакви амбиции. Со нов почеток. Со нов почеток и се надеваме на онака на нај, како да ти кажам, се радуваме на 100 views на YouTube буквално. Значи не на 1000, на 100, на секој 100 се радуваме зашто the bar is very low at the moment. Као многу ни е ниски очекувањата и подобро да имаш мали очекувања отколку да се разочараш со големи очекувања, тоа барем. Да. Имаше, мислам, сигурен сум дека имаше влијание со англискиот албум, дека се претходно веќе од стар материјал песни на македонски кои што македонската публика што ве следи, генерално ги знаат, веќе му се примени на македонски јазик и тие работи потешко му беше да се адаптирате. Ево јас пример одлично од мене беше така кога ќе слушнам сега некоја песна која на англиски ми е веќе затоа што знам која е. Ние знаевме тоа, ама вистинската цел, стварно сакавме, значи гледај, свиратме секоја можна дупка во цела Европа, освен Скандинавија и UK. Имаме свирано секоја можна дупка, као буквално секое место уназад овие 10 години. И едноставно сакаш да идеш ниво погоре, да идеш да свириш на фестивал, да идеш да свириш на некој поголем настан, да те викне некој, знаеш. Ако си на македонски име, со македонски текстови, а натака ти оди се поише одиш, едноставно многу си лимитиран, кој што каже. И само тоа беше искрена, онака една искрена намера од нас да идеме напред како бенд, зашто бендови со нас што трнаа на турнеи, да речеме во исто време се среќававме, знаеш, станаа наеднаш, отидоа на фестивали, големи свираа со големи имиња и сето тоа, ние останавме панк бенд што свири у мали клубови заради тоа што имаш хендикеп малце и ние знаевме дека луѓето локално ќе реагираат на тоа како ај шо брат сега вие, пошто тоа е, знаеш, не е чудно ќе ти биде да го слушнеш. Ама стварно крајната цел беше тоа. Јасно, за пошироко, по универзално. И само што сега ти го кажам дека мислам дека ако не пробавме, немаш ден денес ќе се каев и ќе се каевме дека не сме пробале на англиски да направиме нешто. А поради сплетот на околности и корона и слично, ние не го одработевме тоа. Можда поинаку ќе испаднеше нешто. Ама сега постои, знаеш, постои на интернет, можеби некој некогаш така ќе го открие и ќе го сподели кај што појма немам, не знаеш никаде кај знаеш. Јасно. А пример ево после сега да не скокаме многу можда. Кој што рече не во стил примерот сега 5-ти албум и концерти ќе промовирате, односно 6-ти ево со си англискиот. Дали пример во иднина ви е план скоро со нови песни англиски, само чисто англиски албум. Сега имат нова и така и комбинација малку. Да. Две само на англиски на мојот. Да, можеби. Значи, за тоа се отворени можностите за едноставно ако сакаме надвор да идеме, да направиме нов албум за знаеш, на англиски и да се испромовира со локални промотери во други држави, едноставно да имаме таму. Меѓутоа сега моментално сме без амбиции. Сакаме дома да се завршиме работата, да си направиме концерт по тука ни е секако најбитното, Македонија и Балканов. Така да би сакал да кажам дека сега ни е најбитно тоа и тука се фокусираме, па ќе видиме во што ќе биде. Ево да го земеме последниот албум, да кажам, претходно со сите албуми се имат така одредена тема, одредени и пак ќе кажам кој што нормално, тоа и сидати со искуство, со години, со се, зрелост некоја си се гледаат и понатаму се менвети тие работи како што разговаравме од почетокот на првите песни сега до последниве, ова би го сега можда е неблагодарно да речем да го споредиш со другите албуми, ама на некој начин и ради стилот и ради што викаш веќе и звук некој изграден што е препознатлив за вас, како би го сместил дали натаму веќе да речем конечно новиот албум е најдено местото на. Па види, у принцип мислам дека види, има за мене барем има бендови кои е Bad Religion да речеме. Не знам, ги гледав пред 10 години, ги гледав предходно пред 2-13 години и секогаш го добиваш истото и тоа е истото и така треба да биде за тој бенд, зашто они го измислиле тој правец и они немаат ни видео на стејдж. Едноставно искачаат, пичаат песните се тие свегаш и супер и така треба да биде. Од друга страна за бендови кои што цело време еволуираат, са ние не може да кажеме дека сме измислиле стил, ама да кажеме сме добиле некој наш звук. Мислам дека е природно и очекувачки да цело време еволуираш, барем помалку низ процесот за да изненадуваш на крајот на краиштата и за тоа ти што го правиш сам да се изненадиш од себе, да бидеш смел и за луѓето што го почитуваат твојот производ, односно твојата уметност. Па затоа ги речев и вас, вие сигурно веќе и 20 години, особено во прва постава
од првата постава, Мгм. да кажам, си ти и Цацко, и Цацко, така? Фецаско, да. Да. И вас ви треба нешто освежување во тие работи, Да, кај што да, ги да. твориш уметност, е сепак во прашање Точно. музика. Да. Така што мислам тоа верувам дека и ќе се видите и на сцена и општо. Кај нас има еволуција сега, например, Емил Чамил, кој што ни е нов гитарист од бендот. Јас малку се трнав на страна за да бидам послободен и на стејдж, свирам на неколку песни, другите не. Он ни донесе нова креативна енергија во бендот, зашто како голем фан на бендот, многу слушал мојот почеток и почнал да мисли на така. И некако сега кога правиме музика и со него се склопаат идеите интересно и он ни донесе некоја свежина, морам да кажам. Еве и Аца, стариот басист кој што е оригинален на бендов, ни се врати у бенд и он ја врати таа негова енергија и така некоја убава мешајна се ствара. И плюс јас во последно време имам соло проект со електроника и пробав да го убацам тоа во новиот албум, може си приметил, и гледам дека и тоа функционира на свој начин. Па да, и са и денешно време и мислам има доста и склопки, да кажам, склопки, точно, да. Во денешно време, кај што помен вид веќе не е толку, не сме ограничени, да кажам. Така да еволуцијата треба да трае, онака, баш е добро да се reinvent yourself цело време. Шо е програма ево за 25-ти, кој се пред вас, како е замислено нешто што можеме да Да, па на 25-ти, значи правиме 20 плюс 1 години од оформувањето го викам. Плюс промоција на новиот албум. Ќе имаме, значи, плоча во ограничен број, ќе имаме CD-ња по инсистирање на локалните фанови, исто така лимитиран тираж. Ќе настапиме со час и половина плюс минус сет, значи нешто што до сега можеби никогаш го нема направено толку долго, ама нека сакавме се можно, баш гледам плейлистата на зидот моментално. Имаме 27 песни, се на се, ќе гледаме да ги лепиме што е можно повеќе за да нема луфти, ама да, тоа, значи ќе пројдеме низ сите албуми, ќе пројдеме пред се низ новиот, ќе пројдеме низ другите албуми, ќе имаме гости. Нема да ги кажам кои се, ќе ете тие што ќе дојдат ќе имаат шанса да видат. И плюс имаме два support бенда пред нас. Едните се Димиш е Иван Димишков, Иван Димиш му е бендот, и другите се Кем, едни дечки што нешто експериментално свират, можеби како Мек Милер малце, некој хип-хоп со нешто онака не знам како да го издефинирам, како доста модерен звук. Така да онака супер ќе биде да дојдат луѓето на време и ќе имаме една саат дружба, па ќе почне концертот и така. Тоа ќе биде супер. И би требало да биде супер, да. Така еден период јубилеј голем што би рекол, са 20 години некојаш вака кога ќе спомниш 20 години, мислам ти да како јас со некои работи пократко што ги правиме, ако има некој мало јубилејче си кажеш чекај како поминале толку не пак и 20 години, не знам, или валјда со гордост гледаш во секој случај на тие работи, пошто тоа си носи ти одговорност само по себе. Пример да кажам на алтернативна сцена и кај други бендови, помлади бендови кои што ве пратат, за да ги следат некои работи, да видат на пример новиот почеток што направиле докај стигнале, како стигнале, за да речеме го следат тој пат. И ретки се искрено во Македонија кои што цело време така се неколку бенда, особено таа сцена. И сега ево тука можам да го насочиме муабетов баш за последниве години, баш после корона, јас пример осетив дека има некои нови бендови, нешто излеги веќе ново, а едно време беше доста замрено. Пример барем Охрид многу се осети, ама и општо мислам на ниво на цела Македонија. Конкретно до Охрид се појавија Мамут, да речем. Да. Се појавија огромен бранд на, види, јас до пред 2-3 години мислам дека, најискрено ќе кажам, мислам дека гитарската музика е мртва. И дури ја трнав у нека друга насока што уште сакам да реализирам. Мислам дека едноставно умре све, затоа што посебно е панк рок, да речеме. Мислам дека последните хайлайти се тока 2013 и после знам од што сме патувале низ Европа, на концерти било фул и знаеш како вака паѓа. Да, до последниот пат кога бевме во Германија, мислам чини 2018-та, буквално немаше интерес за тој тип на музика и дури не пишуваше на пастирите као 90s скейт панк, знаеш. И си викаш, окей, као изгледа сме веќе онака за пензија. Сам ти кажам, имаше онака голем пат да до пред короната онака као ми се чини дека скрос умре
И не знам што се деси веројатно меѓу време пак некој ревайвал. На сега имавме на Земјотрес фестивалот и оваа минатата година имавме огромна онака нова плејада на млади македонски гитарски бендови што е онака изненадувачки. Тоа изгледа. Најверојатно не знам, ево некој креативен порив можда во короната, тоа што ни се случи на сите некои што сака да се занимаваат општо со уметност, со култура, со тие работи, валјда не знам, има некој момент на тоа, некоја потреба за чисто за да се случи нешто, да се твори тето, да излези ти супер што го има тоа, да не види скроз, ето што рече, одеше надолу пак и да не види скроз да замри. По професија си иначе? Јас сум по професија социолог, ама немам врска со тоа. Ја отидов и студирав социологија пошто ме занимаше општеството за да може да го критикувам. И преку Панков може да го критикуваш. Па тоа, да. Али ми помага тоа во многу сценарија. Се бавам со дизајн, се бавам со уметност, се бавам со по половина ден го поминувам со повеќе да речам некој вид на работа креативна, меѓутоа повеќе во некој корпорат свет, половина во тоа што сме ние реално као луѓе во уметност, така да. Тоа социологија, да речеме во низ текстови на песниве и општо низ албумите. Се осеќа, да, дали то пример ево ти има помогнато најверојатно во не знам, некоја друга перспектива да ги гледаш некојаш работи, некој друг што не ги гледа така. Оно што ми е криво само како социолог е дека денеска секој има, мислам, секој може непрофесионалец да го каже мислењето за општеството, за нека општествена ситуација, а ние што сме дипломирани тоа да го збориме, едноставно сме повлечени пошто сме збунети од се што се дешава. Ама се ето и социјални мрежи и све примери, па тоа се вреднуваат, од друга страна пак му ја земат вредноста на нешто релевантно кога ќе се каже. Моите професори од факултет ги гледам, постираат нешто на интернет, никој не ги, знаеш, онака, а додека некој што е рандом може да да го добие спротивното од публиката. Чудно време во секој случај, многу чудно време. Да, и со општо со медиуми, мислам со тие работи кај што веќе не знам, мислам дека над 80% во држава и дека главен извор на информации му е Facebook, да речеме, дори не или страшно, само некој објави, са тие се работи пример општо што и во минатото се фала Богу, панкот е така и критика на општеството и преку сека уметност треба да го има тоа. Таму е можда најизразено и најдиректно. Тие работи кои што мислиш дека може некојаш да не знам, да ве инспирираат за пак нешто по хардкор да излези. Никад не знаеш, значи како што кажав преска низ животот проаѓаш у различни фази, едноставно еден ден може да напишеш само политички ангажиран албум, еднаш некогаш ќе напишеш само емотивно, некако нешто некој personal matters албум, као нешто лично ти се случило, па сакаш тоа да го исканализираш преку музика, како и да е. Затоа новиот почеток има и вакви такви теми, буквално секакви теми и не се знае кај ќе однесе некој следен албум или што да е. Искрено ќе ти кажам, имам неколку идеи за како кој правец би отишол бендот после ова, што можеби нема да бидат, ајде да не откривам, нема врска, ама сакам да кажам ќе биде као онака друга некоја форма имам глава да направам, као проект. Да видиме, добро. Нека друга форма на истото. Да. Имаше пошто не знам, ево, кој што кажав, има многу може да ги аплицираш и денешниве ситуации врз во музикава да ги земиш како инспирација, фала Богу, и обратно. Имаше период 2017 и тогаш имаше доста во Македонија и промени општи на светско ниво се дешава, ја знам и во Париз и на Блискиот Исток и Украина, тогаш имаше граѓанска и во Македонија имаше некои промени на политичка и сите тие работи, тогаш ја игравме, ја правевме Буре Барут, Дејан Дуковски, баш исконтактиравме за дел од песните да вклучиме во представа, пошто таа представа си е сепак сама по себе си кажеш Балкан, Барут, кога и да е, мислам, ќе експлодира. Да, таму е се шупакот на светот, тие работи. Ние имавме таква една турнеја, ни се викаше We come from the S of Europe. Да, тоа се објаснето. Да. И пошто мислам дека тај пред 20 години за
сега денешно време за 20 години ќе си биде актуелна Апсолутно. како што и овие. И скопска ситуација на САФ, например. Тоа е Истото е. Да. Да. И сега пример тоаш начинот на кој што ги вметнавме и ги искористивме, да речам дел од текстови. Фала иначе за можноста да ги искористиме, да не беа во комерцијални цели. И беше, мислам, многу интересно се залепи, беше, дури некој ме прашува, овој монологов од кај, нешто некој затоа што некој беа во таква форма и беше доста интересно и така беше малку нашето видување беше попанкерски на представата и беше доста интересно. И сега за денешно време, чисто ако збориме за културава, за тие работи и колку влијајца и политика, или не знам веќе дали на кај сеојот и што сеојот, да не звучи многу политички, имаше ситуации годинава доста и со МКЦ и со тие работи, нешто, не знам, околу тоа, треба скроз особено кога се занимаваат луѓе со уметност и со тие работи да е ослободено, е тргнато, затоа што, ево, чисто како МКЦ, една куќа која што функционира толку години, би било штета, да речеме, што е дом на многу уметници во Скопје и во Македонија. Не само во Скопје и во Македонија, мислам има малце гледам локал патриотизам со Да. тоа, ние сме од Скопје и сето тоа е окей, мислам не може ни да ни замерите за тоа, едноставно. Ама од друга страна, стварно мислам е дом на многу, тука мислам е, земи Хартвејс имаш блузони, стои на Хартвејс е дом тоа. Еднаш разговараме, тој викаше тој многу повеќе се осеќаваме, да речам, во МКЦ дома кога ќе настави, затоа што Охрид нема каде да настапи една пример сцена и тоа е проблем. Јасно ми е, значи прашањето ти е веројатно колку политички треба да бидеме ангажирани овдека, треба да бидеме ангажирани, посебно зашто гледај ние сите живееме тука во некаков микрокосмос, така? Ти си со театар, со друга сцена, дечки позади камерите си со друго, така сите се со нешто друго, меѓутоа кога е допре и така јас имам изолирано од вести, не читам и гледам што е можно помоци да си го замарам мозокот, иако професионално треба да го знам тоа, ама не сакам да знам многу ситуации затоа што имам I have work to do на различни начини и сакам да си го трошам времето за себе и за моето окружување и слично. Меѓутоа, кога ќе влезе во нашиот микробабл, кога ќе ти навлезе и таму, тогаш веќе немаш избор, знаеш. Зашто гледај, да не се сватиме погрешно, треба да се биде политички активен, зборам и кога не ти влагаат во бабалот. Меѓутоа мислам дека моментално сите се малку уморни од тоа што се случуваше до пред неколку години во држава, беа некај сега малку сите се дефокусирани од тоа и се као добра да се оваква да си ја бркаме сите својата работа. Меѓутоа кога ќе пак навлезе во твојот бабал, тука настануваат проблемите. И мислам дека МКЦ беше баш нашиот бабал кај што почна да се мешаат политики, едноставно тоа ние одма скокнавме, јас не бев во Скопје, одма си дојдов за да настапиме утре дента да го поддржиме МКЦ. Така да мислам дека треба да се биде активен и мислам дека и надвор од тоа кој што кажав, треба да се биде ангажиран и да се зазема став и да не им се остави едноставно на тие што се на власт, кои што се таму на власт ради нас, да им остане да прават што сакаат, затоа што на крајот на криштата они се таму како слуги на народот, а не. Да, иако така добро, поинаку е кај нас секогаш функционирало, не се и реално се во многу работи има луѓе кои што се да речеме некоја позиција со моки се мешат во работи кои што не се пример, не гледаат на луѓето што има на пример да праша конкретно на некој што работи во МКЦ или луѓе кои што млади веш иде таму да ги праша што им е да кажам потребно или што пред да се одлучи некоја работа, така што тие работи се што и кој што кажа ако ќе влезе некој во нешто што кај што постоиш, а кај нас мора да ги правиш тие окружувања за функционираш надвор од сиве влијанија што се негативни. И е тешко да го направиш, да го изградиш тоа, а е многу лесно некој да ти дојде да се вмеша, Така што се надевам дека не знам, ќе бидат и некои негативни такви искуства општо и за Скопје и за Македонија, чисто као пример за некои такви не знам ситуации за понатаму да не се случуваат и во Охрид. Ево чисто јас земам кај што се обидвиме и последниве години имат од Охрид многу луѓе и уметници што се излезени што нешто кога ќе се случи да кажеме такво, секој на свој начин треба да има некое мислење и жал ми е што оваа држава едноставно ги не знам, мислам дека луѓето се сами, како социолог ќе ти кажам сега, мислам дека луѓето се сами криви
за тоа кај сме. Мислам, ради тоа и распадната Југославија. Едноставно, кога некој ти може од надвор да дојде да те купи, да те така да те подметне работи, истото и тука со нас, со мала држава, едноставно некој, како да кажам, едноставно е подкуплив или сака да се припои кон власта, а поради сиромаштијата најчесто тоа се случува, така тука настануваат сите проблеми. Да. Ако си ти доволно, ама нема, тоа е, мислам, коренот на сето ова е едукацијата. Ако луѓето се едуцираат доволно, знаеш, не знам од кај да го свртам ова сега што го зборам, зашто е еден магичен круг. Да. Само ти кажам, јадрото на се е едукацијата. Ама ако тие што се на власт некако ја диригираат, знаеш, сето тоа како е направено, едукацијата, нели? Едноставно нема простор за прогрес. Знаеш, ако ги држиш луѓето сиромашни и неинтелигентни, мислам, не едуцирани, така ќе поголема контрола. Поголема контрола, да. Така да тоа е, да ми ја се сложам дека едукација, образованието, воспитание се тие од таму почвице, па и после тоа е бунтовност и едноставно да не се дозволува да се луѓето купени од или да бараат излез во политички партии или да бараат излез во поимања. Значи тоа е онака да се во комфорт зона само цело време и за жал. Да се вратиме малку на музиката. Пошто спомна неколку ето имаш некои идеи за нови работи за после овој албум, после концертов нешто имате нешто планирано за некоја турнеја, нешто за низ Македонија, да кажам првично можда, не знам, Охрид тоа нешто. Дефинитивно, да. Па и баш изборевме со нашите другари од Охрид исто, значи сакаме да го испромовираме албумов, ни се случуваат некои работи на сите сега на приватен левел. Сакаме да го испромовираме албумот, зашто ние секогаш сме биле бенд со агенда, као правиме албум и битно ние да го отсвириме 2-3 години да го одработиме, тоа го викаме. И сега конкретно со овој албум можеби нема да биде така интензивно 40 дена турнеја до Португалија и назад, ама веројатно у најмала рака во план ни е секако Битола, Охрид, Прилеп се надам, можеби Струмица, можеби Куманово, ама тие се отприлика градовите кај што може да се свири. Веројатно нешто Србија, нешто Бугарија, можеби Грција, можеби Хрватска, и ако имаме простор веќе од следната година понатака, можеби с нешто Slavic countries нагоре и Германија, ама тоа е као онака extended планот. Да почне тоа добро. Да почнеме од тука. Ама во секој случај сакаме да го отсвириме, да. Нема рака овде регионално и држава, да. Кажа пошто неколку 8 турнеи, низ појќаваме градови, искрено, Македонија што сте свиреле, преку 250 концерти. Имате стаено вака или пример како некој од цел бенд кај што сте преако поминавме и бродот Охрид на Жура. Да, беше. Тоа беше едно од најдобрите, мислам, не можам да издаваме едно јас, сега сме имале преку 250 концерти. Ама да речеме, еве конкретно ќе зборам за Македонија, бродот е дефинитивно едно од најдобрите работи што не си има десена, тоа беше целиот ден имавме најдобра енергија и сите што беа таму имаа најдобра енергија. И журката продолжи и после, знаеш, мислам, па не и до сабајата белано беше до 5 сатот се работеше. Така и беше многу фаца се целосно испана. Знаеш, онака заедисон се свири бенд, онака сите се позитивни, многу добро искуство. Тоа би го можеби повторил некогаш, не се знае никад. Ќе видиме, можда некој нов брод што се прави, не знам, за поголем паќе луѓе да се соверат. Имаш некоја или подморница. Види, имате семи полуподморница имате, знаеш, ама тука е за можда да свирите вака чисто како студио, да, за двајца, тројца. Негде кај што некоја желба кај што пример до сега не сте имале можност да настапите дали на некој фестивал, дали во некој место сакате да или е чисто од тебе, не мора да као цел бенд туку. Па тука некаде на Балканов нема некое посебно место. Би било фино да посвириме некојаш некој фестивал. И надвор нека и Америка, нека нема врска сега. Имавме една понуда која што ја пропуштивме, го имам кажано на неколку интервјуа во времето на нашите поголеми хајлајти турнејски пред 5-6 години. Имавме понуда за Јапонија и се случи да ние сакаме да направиме англиски албум пред дидаме, едноставно понудата веќе после 3 години, 2 години не важеше.
И тоа нема никаде да си го простам, зашто ќе бевме Јако првиот искуство, македонски бенд веројатно што ја Во направи Јапонија. тоа. Али ми остана сега па уште како поголем предизвик и желба во Да. животот. Мислам дека на 5-6 дена да се летне и да се отсвири таму 5-6 концерта, не повеќе. Да, тоа е реално многу јако, пример, и да бевте тоа, ама иде. Ако се Ќе имат врати како мотивација, нека да, бидат и ако се. се врати панк роков повеќе на онака планетарно ниво, можеби ќе ни се јави сам истиот флик што ни се јави, пошто ние Да. добивме понуда, тоа ти викам. Да, не Ама не баравте не вие. бевме сериозни тогаш, као викаме нема шанси ова се зеза човеков, као стварно. Не, као стварно ликов правеше концерти на бендови од буквално од рандом држави и као чул, му се свигаш и ние викаме добра, ќе правиме англиски албум, па ќе дојаме. Он вика окей. И ние го правиме англиски албум 2,5 години трае тоа. И толку понудата после Да, не да. важи више. Сега Ти со- го вика со- не правам концерти сега. Со новиот бран на со новиот Ќе албум видиме. можда ќе имате ако го гледат подкастов. Ако го гледаш, би сакале да дојдеме во Да. Осака и Токио Да. и некои Да. други места исто. Аригато пред време. Може. Пошто со многу луѓе вака што имаме разговарано, секогаш имаат интересни причи М. од турнеи, од нешто што сме се дешавало. Имаш нешто вака што ти текви што ти е пример во друштво што го кажувате или што можеш да го споделиш, што Тоа не сега е става што толку, сега да, вака нешто листам што- низ фолдирите и си кажам не. Сигурно има многу, ама нешто така што е. Еј, не Кога можам за сам ваканција. фала за прашањето, ама не знам сега што да издвојам сега да беше Цаци тука одма ќе му тикнеше нешто, ама еве ќе оставиме Цаци да напишеш во коментарите ако можеш доле нека приказна фала. Да, кратко малку сценарио може Да. да видиме. Добро, нешто друго дали имаш да си кажеш пред да одјавиме? Па ништо фала ти Мини многу. подкастов. Многу ми е драго што сум дел од подкастот. Значи Фала што прифати. фала што ме викна, супер баш само продолжи тоа што го правите, да го правите, зашто апсолутно мислам дека ова и ти си уметник и ти знаеш колку е битно да се даде глас Да. на други уметници и да знаеш да се пополни содржината медиумски да речам со онака различни луѓе си го кажат мислењето, зашто ја конкретно не сакам да си опишувам мислењето онлайн за работи, повеќе сакам да разговарам со некој вака. Фала за поканата. Концертот е на 25 март, си се дојдете, гледаме. Да, ќе се видиме. Исто повелете ако можете. Ќе се организираме обавезно до Охрид, можда и цел автобус Да, ќе да. ќе се Супер се ќе биде спушти, тоа, да. едва и чекам и тоа е тоа во Да, принцип. да. Фала ти тебе што прифати да снимиме, да си окажеш мислењево, да дојме овде во студио да Мм. видиме кај се стварат работите, да ви посакам уште многу концерти, Фала ти. многу албуми, дојте и Токио и сегде Да. кај што сакате уште минимум 20 години, нови од почеток, нонстоп и нови работи да се Да. почнат и само напред. И честитки за овие 20 Фала ти. години изминати. Фала ти да се враќаат само успеси. Фала. Поздрав.